50-годишник од тетовското село Желино вчера вечер околу 19 часот пријавил тешка кражба која била извршена во куќа на негов роднина вработен во странство. Пријавителот повремено наврачал во куќата и дента кога дошол забележал дека влезната врата е насилно отворен, дека е извршено целосно пребарување на сите простории и дека е одземен телевизор, машина за перење и сите чешми од тушот и бањата. За сега непознати сторители со одземените работи незабележани ја напуштиле куќата, причинувајќи вкупна материјална штета која се проценува од 30.000 денари. Се преземаат мерки и активности за расветлување на пријавеното и за откривање на сторителите. Вчера, околу 17 часот и 45 минути на автопатот Тетово-Гостивар, половина километар пред клучката за камењане, се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко возило Opel Tigra со велешки регистарски таблици управувано од 28 годишна велешанка, кое поради дефект необезбедено било запрено на дел од едната коловозна лента. Товарно возило Volkswagen фургон со тетовски таблици и патничко возило Mercedes Vito со кичевски таблици. Во несреќата, возачот на Мерцедесот и со патничките од истото, како и со патникот од Volkswagenот, здобиле телесни повреди и со медицинско возило пренесени се во Тетовската клиничка болница. По укажаната лекарска помош, 4 од повредените се пуштени дома, додека поради сериозноста на повредите едно лице е итно префрлено во Скопската клиника. По овластување на јавен обвинител, увид извршила екипата на СВР Тетово. Се утврдува причина за несреќата, во која вкупна материјална штета се проценува на 80.000 денари. Поради оваа несреќа, сообраќајот бил во прекинеден час и се пренасочувал по регионалниот пат Тетово-Пирок. На автопатот Тетово-Гостивар на километар и пол од Неготинскиот надвозник, вчера околу 14 часот патничко возило Opel Astra со гостиварски таблици налетало, удрило и усмртило куќе бездомни. Повредени во возилото нема, а причината та материјална штета се проценува на 100.000 денари. Причината за несреќата е необезбеден коловоз, односно неконтролирано движење на животното.